Со мене во студијата е Дејан Андоновиќ. Дејан завршува една, би се рекло, прилично, како да кажем, значајна година за меѓународната политика, бидејќи во неа се случија низ работи кои што некако се завршница на одредени процеси започнати во претходни години, па и дури во претходната деценија. Само Балканот никако да му дојде крајот на тие процеси. Така е. Ова е првата година од владењето на Џо Бајден, новиот председател после Трамп. Практично годината така и почна, да подсетам, на 6 јануари беше седнав на председателското стол. Инаугуриран и кога ќе застане на власт, нели, кога ќе се утврди председателот на најмокната држава свет, се уште без разлика на се, тогаш тоа е значаен чин. Што е оценката? Оценката е дека тој некако го помина мандатот, ајде за почеток ќе кажам, на крпење на оние работи што неговиот претходник ги направи, ги репозиционираше Соединетите Американски држави, да кажеме, од она конфронтирање со Кина која го правеше Трамп, неговиот претходник, со на некој начин конфронтирање со Русија. Нешто што исто пред неговиот претходник па имаше некои блиски релации, ке подсетам, Трамп и како имаше блиски релации со Путин околу многу работи, односно има некаков договор, не ме дира и не те дирам, овака просто речено. Исто така ќе подсетам дека репозиционирање на целата политика на Соединетите Американски држави започна со Авганистан во 22 години. Сад се повлекува од Авганистан и покрај сите критики кои беа од светот, ете ги оставија луѓето на цедило. Според мое лично мислење, држеше логиката на Белата куќа и на Вашингтон, како ние да ви помогнеме кога вие самите не сакате да си помогнете, па оттаму и немаше поента понатаму Соединетите Американски држави да присуствуваат во Авганистан, пошто по 22 години они не успеа да го демократизираат Авганистан. Тоа е оно што се однесува до Авганистан и до Блискиот Исток. Дојде до конфронтирање со враќање на некој начин на студената војна. Јас и ти бевме сведоци каква беше студената војна до 80-тите години на минатиот век. Некако се врати таа атмосфера и покрај тоа што технологијата отиде многу понапред и веројатно е многу поопасно него состојбата која беше во 80-тите години. Зборувам за онаа студена војна, оригиналната што беше минатиот век. Има големи тензии во светот, но сепак колку што можам да видам, некако сум оптимиста на крајот на годината дека сепак политичарите ќе успеат некако да се договорат тие недоразбирања да не се преточат у некакви воени конфликти. Се чини дека оваа година што е зад нас, веројатно нешто тоа ќе се пресели во наредната е година во која што пред се овие поголемиве сили и најголемата сила американците се репозиционираа на меѓународната сцена, бидејќи навистина после онаа Трамповска ера од 4 години владење, тоа е сепак најмоćна држава во светот која сакаш не ќеш се прелева со сите влијание во светот. Продолжија конфронтациите со Кина на едно поинакво, повисоко ниво, бидејќи се работи сега веќе за сериозни економски конфронтации, затоа што американците под Бајден веруваат дека премногу се отстапи на Кина, особено во сферите на технологијата така натаму. А друга страна заврши онаа ера кога Русија навистина доживеа 4 години на што велиш ти не ме пипа и не те пипа. Раат политика водеа се реално. Со една нејасна политика од Америка, од Вашингтон кон Москва во суштина. И сега од кога видоа дека Бајден е решен да воведува санкции, да казнува неодговорни однесувања, да го зацврстува НАТО пактот, бидејќи тој се но и да не дозволува и сега и русите се репозиционираат. Би рекол до оваа ескалација со Украина за да повторно се врати некаков баланс на. Да, особено што ова со Украина ми се чини е повторно враќање, да не забореме дека има и други советски републики поранешни кои би сакале додат во НАТО. Ова е прва година на ефектуирање на британскиот Брекзит и на живењето на Европската унија без Британија. Каде што и таму имаме репозиционирање, самите зборувавме минатата недела дека сега по Британија Холандија е таа која треба да го преземе своето, да кажеме, третата членка на Европска унија која треба да ја даде на Европа сила за да може да парира на големите сили. Но и да не забораваме, оваа година Меркел се замена. Имаме една друга Германија, ми се чини. Имаме коалициона. Сушност, таа друга Германија ќе дое наредната година. Токму така, тоа но ова е де факто последната година од владењето на Меркел. Па до пред 2 недели беше она, нели, канцелар, сега имаме нова влада таму.
зборувавме во студиово дека сега тоа веќе постмеркеловска фаза, колку и да Шолц бил министер во владата на Меркел, сепак има некоја друга политика, малци коалицијата, дали зборувавме сега се зелените таму, зелените се малце порадикални во некои политики кои сакаат да ги спроведуваат. Од друга страна и Велика Британија спомна, таа сега веќе не е членка на Европската унија, но е Велика Британија. Има некои постимпериални, би рекол, релации, па почнува полека Комонвелтот да го засилува. Морам да кажем дека можеби е тоа резултат и на една перцепција после заменувањето на Трамп од власт во Америка, но годинава помина во известно повлекување на десницата во светот, па и во Европа, особено бидејќи и овие автократски режими се повеќе или помалку сите во некаква криза. Добри, и демократски режими се во криза, но да речеме веќе и звездата на Ердоган не свети толку силно. Путин де факто е во една мисија на, како да кажем, обновување, реинвентирање на својата автократија. Па Путин нема ништо ново за блесокот да продолжи. Добро, го зголемува притисокот. Тебе гледаме се апсат луѓе во Москва, се затвараат невладини организации. Соработниците на Навални ги уапсија вчера. Сето тоа не како што треба. А мене, да речеме, ме изненадува и тоа дека Макрон сериозно ја зацврстува својата позиција пред изборите следната година во Франција, бидејќи вчера ги гледав, малку погледав анкетите, така натаму, тој многу сериозно води пред сите изненадувачки, зголемува. Особено што овие крајниве десничари, нели, се појави еден градоначалник, односно се извинувам, новинар, шоумен, кој што и така натаму, кои што во суштина не успеваат да му се приближат, а изборите еве ги... Тој се приближи на Лепен, но не се приближуваат на Макрон. Еве го воведот за следната година, што да очекуваме. Сите овие процеси што ги зборуваме сега, многу работи ќе се случат у наредните 6 месеци. Зошто? Бидејќи ќе има избори во Унгарија, што е важно за Европа и за регионот. Ќе има избори во Србија, бидејќи сме сведоци што све се случува. Ќе има избори во Франција, што многу значи и за Европа, но и за светот. Една Франција бира председател. Ми се чини дека само неколку ги набројав, има уште. Мислам дека ќе се затвори, би рекол, па дури и Турција има избори, да. Ќе се затвори, би рекол, еден процес кој изминативе десетина години беше на сила во политиката, во економијата, воопшто во светот. Ми се чини дека до година во ова време, ако бидеме здрави и живи, јас и ти, и бидеме овде во ова студио, кога ќе зборуваме за 2022 и ќе го споредиме овој разговор, како да се разликат децении, а не само една година. Година на промени во секој случај. Ова е година и кога идејата, како да кажем, акцијата и политичка и воопшто невладина околу климатските промени доживеа еден врв со овој самит во Глазгов, и ако ги гледам дека сега, откако целата драма во Глазгов, која траеше до Глазгов, а и самиот Глазгов е конференција која трае неколку недели и така натаму. А претходно во Италија. И претходно така е. Сега гледам дека се она што таму се договори во Глазгов, некако споро се остварува. И сега незадоволството расте кај оваа, да кажем, кај овој невладин свет околу тоа, дека всушност повторно оние што загадуваат само купија малку време за да евентуално се престројат и да видат како ќе се носат со предизвиците на своите профити, повеќе да го прават предизвиците на загадувањето, да. Сашо, проблемот е таму што тоа беше политика и беше форма без суштина. Во исто време имаше на Франција, каде што председателските тројцата кандидати за председател на Франција, еве пример ќе земам, ветуваат нови нуклеарни централи. Ископување на јагленот кинезите продолжуваат да го прават. Кинезите влегуваат во една многу деликатна економска ситуација, таа ги има сите назнаки на криза и таа се потпира со оваа глобална криза на енергетика, се потпира на што повеќе инвестиции повторно во јаглен и во производство. Се враќа на нешто што потпиша дека нема да прави, ајде упревод така, да. Државите па и немаат избор што друго прават, бидејќи таму е прашањето не дали ќе има развој мора да има, туку колку ќе биде, бидејќи ако е дали ќе биде доволен да опстане таа економија. Таму и ако се развива помалку од 10% е веќе криза економска. За жал мораме да констатираме, имаме политичка безбедносна, економска, здравствена и енергетска криза Како сме на Балканот? Ајде да се вратиме во Балканот, нас некакво окружување, бидејќи ова ќе се иземеме ние, пошто ова е меѓународна тема. Да, мислам ние се занимаваме со
себе си секој ден по 10 пати. Се случува на Балканот враќање на оние замрзнати процеси од пред 30 години од распадот на поранешна Југославија, се уште е Косово. Особено Босна и Косово се. Косово, но сега е Босна некако повеќе беше и Црнагора до некаде. Црнагора има многу проблеми, но ми се чини дека во жижата сега е Република Српска и Босна и Херцеговина, односно она што српскиот ентитет го толкува како Дејтонски мировен договор и тврди дека по Дејтон тие имаат право да бидат суверени и независни од Федерацијата. Милорад Додик, членот на претседателството или лидер на босанските срби, можеби така да го наречеме, барем формален, инсистира на некој начин на отцепување на Република Српска. Реални ли се, како ти се чинат, реални ли се тие опции дека Република Српска наредната година може да се отцепи? Според мене не се реални, сашо само поради две работи. Прво, мора да Белград се дистанцира, а без подршка на Белград Република Српска не А би зошто можела. се дистанцира Белград? Што е позадината на тоа? Па бидејќи доколку Белград сака да влезе во Европска унија, и Босна и Херцеговина сака да влезе. Белград сваќа дека опцијата за Европска унија, како и сето друго, ќе трае уште кој знае колку години. Белград не мисли дека е поважно да ја припои Република Српска кон себе? Па, јас мислам дека можеби тајно сакаат, но јавно не смеат тоа да го кажат. Но има уште еден проблем, и Косово и Република Српска на некој начин се енклави на влијание на Европската унија и на НАТО, а простор да може да влијаат некои други велесили од светот. Тука и ние сме го зборувале тоа дека нерешавањето на косовскиот статус и нерешавањето на босанскиот статус најмногу во моментов во полза и оди на Русија и на Москва, бидејќи доколку се реши Косово и Босна, Москва ќе нема употребна вредност тука и нема да треба да понатаму да влие, а таа автоматски нема да може веќе да биде присутна на Балканот. Ке потсетам, беше присутна и во Црнагора, таму политиката на Мило Ѓукановиќ направи голем заокрет, отиде влезе во НАТО. Тука русите не успеа да останат и покрај тоа што имаат капитал се уште, но ми се чини дека сега последната фаза е Република Српска, а како доказ на ова моје тврдење е фактот дека српскиот претседател Вучиќ оди да се сретне со Путин, после 2 дена оди и Милорад Додик, а Милорад Додик е член на председателство на Босна и Херцеговина, не е председател, што само укажува дека можеби руската политика гледа некој сојузништво таму и гледа простор да има некоја геостратешка позиција. Па тоа можеби е многу внимателно кажано. Па морам да го кажам. Таму тоа руската политика го прави. Ако може да се забие како клин, додуша што е право, русите се во да кажем развојот на сите настани во Босна 30 години вклучени формално, бидејќи седат по меѓународни тела каде што се одлучува за Босна и биле гаранти на одредени договори и така натаму, така што интересот на Русија е легитимен околу тоа што се случува на Балканот. Проблемот со Република Српска, кога веќе ме праша, морам да го искоментирам. Сето тоа е во ред. Статистиките јас ги следам, кажуваат дека пола од босанските срби се селат во Србија. Ке остане на крај оној убав град Бања Лука и оние градови што ги знаеме, барем јас ги знам од поранешна Југославија, кога почесто патувавме. Сето тоа е во ред, меѓутоа сите тие босански срби полека се населуваат во Војводина, во Киспан или во Западна Европа, ама тоа е тренд каде што сите се селат од Балканот. Сакам да кажам дека матицата можеби политички не и дава подршка за такво распаѓање на Босна и Херцеговина, но ова и година кога Европската унија не покажа на вистина некоја поразложна политика, иницијатива и така натаму, со заминувањето на Меркел која не ги искористи големите германски потенцијали за да направи некакви значајни како да нема амбиции, така испада. Излегува дека во суштина ја тераат како резервна гума целата оваа балканска приказна и дека во суштина би биле задоволни само доколку нема конфликт. Не мора да има развој, но барем да нема конфликт. Сите овие работи што ги зборувавме за регион се последица од недобро поставената европска политика. Јас морам вака да ги искритикувам, бидејќи Европската унија да имаше појасна и попријателска, да кажеме, полесна политика кон регионот, не би се мачеле региона. Сите ние сакаме да влеземе во Европска унија, но некако не успеваме, па дури дојде дотаму, ајде до крај ќе идам критиката. Фон дер Лајен вчера, председателката на Европската комисија, излезе и почна
во еден тон да бара дајте луѓе се обрати до Соединетите Американски држави, Кина и Русија, луѓе и Европската унија е веле сила, дајте нас прашајте на нешто. Сакам да кажам дека таа конфузна политика во Брисел, во европски Брисел, е причина за многу овие неразјаснети работи кои ние самите живееме. Па еве го преседанот кај нас. Една членка не блокира да не можеме да влеземе. Да не зборувам понатаму. Во секој случај се надевам дека следната година овие замрзнати конфликти Босна, Косово пред се ќе се решат. Помалку или повеќе истите играчи остануваат на терен. Не ја коментирам Македонија, Заев си замина, па сега ќе видиме каква ќе биде новата екипа. Меѓутоа, Вучич, Еди Рама, босанските поставености, тие се исти. Хрватите, целиот овој косовска ситуација, Јанша, оставиме на Балкан. Црна Гора е таа која што е на еден глас мнозинство се држи таму. Но тоа таму е Мило Ѓукановиќ е председател. Тој загуби на некој начин на овие сите избори, но се уште има власта. Ќе видиме што ќе биде понатаму. Ние имаме искуство со Мило Ѓукановиќ дека на неколку пати он така губеше, па остана. Се реинкарнира се во реинкарнираш. Така да, пак повторно ќе кажам, ми се чини дека како поента да изведам, доколку Европската унија беше појасна, по-пријателски настроена и помалку стандардизирана кон овие држави од поранешна Југославија и Балканот, ми се чини дека многу работи ќе избегнавме, бидејќи сите ние сакаме да влеземе во Европската унија. Добро, да завршиме можеби оваа балканска приказна со Грција. Јас од секој сум тврдел дека во Македонија Грција се доживува единствено преку грчко-македонскиот проблем кој го имавме до Преспанскиот договор. Кој го решивме, и овдека во Македонија не се разбира огромната стратегиска важност на Грција во целиот, да кажем, овој еден источно-медитерански, блискоисточен, да кажем, сегмент, и дека ние ниту ја разбираме економската позиција на Грција, ниту оваа стратегиска, како една од најглавните западни бази во контактот со тој исток. Од секогаш била геостратегичка влез на три континенти. И заради од нејзините односи со Турција, кои што се турбулентни, ама повремено се дигаат повремено. За среќа се двете земји членки во НАТО, па има контрола, инаку веројатно па знаме и по историја од тројанските војни имало војни таму, така да. Но се чини дека после разрешувањето на спорот со нас, значи со Преспанскиот договор, Грција игра една конструктивна улога на Балканот, особено една од најгласните за евроинтегрирање на Албанија и на Македонија. Ако сега таја не може баш многу морални лекции да држи на Бугарија, бидејќи бугарите го прават истото она што тие го правеа 30 на години. Дејан Андоновиќ, направивме еден тур да хоризонт, што викаат. Да, не спомнавме пандемијата на крај, дека сме во 5-тиот бран, а 6-тиот пик во светот, па да видиме дали Омикрон и Делта заедно ќе продолжат да косат или све ќе остане само на име Омикрон. Ќе видиме што е тоа. И што ќе дознаеме до година. Осека, да, ќе видиме како ќе помине и ова со божичниве и новогодишниве празници, бидејќи се вратија сите оние кои што сакаат да дојдат дома од западот, а на западот тоа веќе растура со статистиките. Нашите соседи у Србија, утринава го слушам нивниот главен епидемиолог, доктор Кон, кој има некој реноме. Тој вели дека после божикните празници очекува по 5000 ново заразени дневно, што предупредува дека ќе удри врз здравствениот систем повторно. Јас не сакам да го размислам на 30 декември, но знам што ќе биде за 2 недели. Треба да се внимава на утрешните прослави и сепак тоа да биде направено според стандардите на пандемиските услови, што тоа и да значи.